74 годишнината од ослободувањето на фашистичкиот окупатор општина Виница ја одбележа низ 4-дневни манифестации, кои на граѓаните им понудија разновидни и атрактивни содржини. По повод 40 години од откривањето на теракотните икони на Виничко кале беше организирана изложба и промоција на документарен филм, а дуото Драган Даутовски приреди незаборавен концерт. Најмладите виничани уживаа во представата Али Баба и четирите разбойници на театарот Колозов. Академскиот сликар ја постави својата изложба во галеријата Венеција. За викендот во раните утрински часови стартуваше велосипедската ревијална трка до Калиманово поле и назад. Должината ќе биде 40 км со околу 600 метри висинска разлика искачување. Па очекуваме околу 50-60 учесници. Значи ќе правиме попатно паузи, ќе се групираме за сето да биде безбедно и на крајот завршуваме со ручек во ресторанот Александар парк. Сето тоа е помогнато од општината Виница и е во склоп на сите празненства околу празникот 30 август, ослободувањето на градот Виница. Патеката е средно тешка, значи од кога ќе се искачиме на Калиманско поле, селото Калиманци, рамен дел, потоа имаме малку спустови и се до Пеклани, до манастирот Свети Спас. Тоа е прилично нагоре надоле. Па тоа ни е планот. Оваа година е прво како тест етапа, да видиме каков ќе има одзив и зашто ќе побараат повеќе возачите, дали подолга, дали поекстремна, дали по рекреативна, по лежерно возење и затоа оваа година е без учество, без никакви награди и така. На ова атрактивно возење учествуваа велосипедисти од регионот, меѓу кои и ветерани. На 1 август направив 71 година, сега 72 терам и за тие години добро се осеќам и посакувам секој да спортува така да. 3 години како возам, просек секој ден возам некаде околу 40 км. За вчера 75 имав обозна, па селата од Кочанско, Винишко, повеќе натаму водам. Мотивите е да бидам здрав. Со читање, со следење на телевизија, дебатни емисии по тој основ и многу сум задоволен и во пракса го примерувам тоа секогаш. Да, ревијално поштовање на тука нашите што се нови бициклисти се на еден начин они се нови и утре има некој трчање. Ферски да ги малци се наврзам на колегата на помладиот, он викаше дека за повеќе за здравје, а мене повеќе ми цел здравје и колку може на позитивен начин да излажиме некои дечиња, да можат се гледам има нови. Да, тоа е повеќе целта на тоа. А на фудбалскиот стадион се одигра турнирот Винеам Куп 2018 со учество на екипи од повеќе градови. Во музичкиот дел одлична забава пред се на младите им приреди групата Игуана и Нокаут, кој ги наполнија градскиот плоштад Ангел Винички, а лудата ноќ ја заокружи диџеј Ерик. Најатрактивниот спортски настан се одржа во неделата наутро, кога над 150 маратонци и рекреативни тркачи се вклучија во меѓународната трка Чупино Трейл 2018, која стартуваше од градскиот парк и се одвиваше по две патеки, едната од 15, а другата од 30 километри. На неа настапија звучни имења во планинското трчање од Македонија, Бугарија, Србија, Англија и други земји. И многу сме среќни затоа што собравме голем број на тркачи, нашите очекувања се надминати. Учесници имаме од Косово, од Бугарија, од Америка и од Македонија. И од Црна Гора, да. Какви се временските услови? Временските услови, како што гледаме, се идеални. Сега не знаеме, во планината секогаш може да изненади, но се надеваме дека ќе биде перфектно. Се трчаат две трки, една е на 13 км, другата е 35 км. Чупино. Колку кандидати има за едната, колку за кратката трка
И Безпрекорната организација придонесе за успешна реализација на сите активности и манифестации, а најдобрите во надпреварувачките дисциплини добија пехари, признанија и награди. Во трката на 30 км во машка конкуренција, првото место го освои Александар Спасов од Бугарија со време од 3 минути 48 секунди, второто Александар Кирковски 3 минути 53 секунди, а третото Росен Русев од Бугарија со време 3 минути 55 секунди. Во женска конкуренција првото место го освои Сања Најдовски од Македонија со време 5 минути 39 секунди. Второто Мери Мирчевска 6 минути 31 секунда и Катерина Николовска 6 минути 38 секунди. Победници се прогласени во повеќе возрастни категории.